Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. По кратките најави започнуваме веднаш. Гледајте не. Со пуштање во употреба на бетонирани улици заврши декадата на ромите 2005-2015. Две нови винарии ќе се градат во Демиркапија. Велешани ќе ги достават своите идеи вечерва пред почетокот на партиската трибина на ВМРО ДПМНЕ. Во општина Чашка се одржа трибина на ВМРО ДПМНЕ. Министри од владата ги представија своите сработени проекти пред жителите на оваа општина. Следната година започнуваме со експресен пат од Ранковци до Крива Паланка. Проект преку 80 милиони евра, а исто така ќе ја правиме делницата и од Крива Паланка до Деве Бајер. Следната година започнуваме исто така еден проект, го пројавуваме делот околу планината Саса Тораница, односно околу рудниците, односно Крива Паланка и Македонска каменица да ги поврзаме. Ако тргнете од Скопје на Окевелес, веќе Скопје Велес се изгради, односно се рехабилитира, до крајот на месецот ќе биде пуштен и Велес Катланово. Проект што ни е финансиран заедно со Европска унија и овие денови ќе имаме и свечено отварање. Невработеноста третиот квартал оваа година изнесува 25,5%. Тоа е огромен пат. Тоа е огромен успех на владата предводена од Никола Груевски. Тоа е резултат на политиките на владата на Република Македонија, на економските мерки, на мерките за вработување, на се поголемиот број на странски директни инвестиции. Резултат на сите тие реформи што владата на ВМРО ДПМНЕ ја направи се визната либерализација од 2009 година, но секако и 6 последователни препораки за равноправно членство во Европската унија. Знаете добро, да не се повторуваме, дека единствен проблем зашто Република Македонија денеска не е равноправен член во Европската унија е спорот со името со Република Грција. Изградба на фекална канализација во село Листиче 250.000 евра која што е во тек. Добиени грантови од амбасадите по кои што ние сме трчале, да речеме, како општина и администрација, со кои што сме добиле камион за чистење на снег, камион за собирање на отпад, парен котел за училиштето во Мелница, каде што поставивме и парно грејење. Го подобривме и условите во повеќето образовни институции, вкупна сума 250.000 евра. И реконструкцијата на болницата во Јасеново, што многумина ја забораваат, чини 2,5 милиони евра. Значи, само за неколку години вкупна вредност 5 милиони и 950. Почитувани граѓани, подсетете се кога кај во општина Чашка волкави средства влегу. Граѓаните ги даваат своите идеи за изборната програма на владеачката партија за предвремените парламентарни избори. Идеите треба да придонесат за решавање на проблемите и подобрување на условите за живот. За непол месец нешто помалку од 4000 идеи граѓаните доставиле до ВМРО ДПМНЕ. Од партијата се задоволни, велат најчесто тие се за вработување, подобрување на инфраструктурата, образовниот процес, но и предлози за иновативни решенија. Сакам да се забрза системот за наводнување за село Немањици, Ранчинци и Мичкоевци. За години треба да се отвори некоја фирма за послување. Идеите со чија реализација ќе се реши проблем или ќе придонесат за директно подобрување на условите за живот, ќе бидат вградени во изборната програма, со која ВМРО ДПМНЕ ќе настапи на престојните предвремени парламентарни избори. Реалните потреби, предизвици и проблеми на граѓаните, кажани токму од граѓаните, се најреална насока по која што работи владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ. Ние и понатаму ќе предложиме да го промовираме овој концепт со кој сме поблиску до граѓаните, водејќи се од основното начало кое подразбира дека доброто владење подразбира и постојана комуникација со народот. Своите предлози, сугестии и идеи Велешани може да ги достават и вечерва пред одржување на партиската трибина на ВМРО ДПМНЕ, која ќе се одржи во салата Бели Мугри со почеток во 20 часот.
Во моментов се одржува трибината на ВМРО ДПМН во Велес. Во живо од салата Бели Мугри телефонски ја вклучуваме колешката Дијана Иванова. Дијана, дали се слушаме? Да, студио, се слушаме. Ние се наоѓаме во градската библиотека или во салата Бели Мугри. Тука секој момент треба да започне 20-та поред трибина на ВМРО ДПМН, која што се организира со една единствена цел, да се слушне гласот на народот или да се слушнат нивните идеи, како да се реши одреден проблем или како да се подобри квалитетот за живот. Според она што во овој момент можам да го пренесам како информација од тука е дека Велешани и овој пат се одзва на поканата на ВМРО ДПМН да бидат дел или да заедно да ја состават изборната програма на оваа политичка партија. Пред малку разговаравме со господинот Спиро Ристовски токму на оваа тема, па јас предлагам да ја слушнеме неговата изјава доколку од режија е подготвена. ВМРО ДПМН во изминатиот период, како што споменавте, помина голем број градови. Продолжуваме, значи 4 тима на нашата партија во моментов на еден начин ја крстосуваат Македонија, одат од град во град, од населено место во населено место. До сега се пристигнати до нас некаде околу повеќе од 4000 проекти, идеи кои што треба да бидат потоа разгледани и најдобрите и остварливите станат составен дел на програмата. Ние сме многу задоволни заради тоа што со исклучителен квалитет се дискусиите кои што ги имаме со граѓаните на овие трибини. На овие трибини многу помалку говориме ние како владини и партиски функционери, на овие трибини оставаме повеќе простор за граѓаните да ги изнесат своите идеи, своите проблеми, своите замисли за тоа како треба некои состојби да бидат решени, кои што би биле од бенефит за населеното место. Денеска сме овде, заедно со вас, со Велешани. Доле се на еден начин веќе одвива трибината. Во Чашка бевме, имавме одлична трибина. Секој од тимовите посетува различни населени места и јас ве уверувам дека она што ќе излезе како финален продукт, а тоа ќе биде програмата за работа на ВМРО ДПМН со која што ќе настапиме на изборите на 24 април, ќе биде вистинскиот одговор на прашањата, проблемите и она што е од интерес на граѓаните, без разлика на кој да се наоѓаат без разлика на кое населено место се наоѓаат и се составен дел од Република Македонија. Наша обврска како влада ќе биде да им помагаме да ги решиме тие проблеми. За она што Велешани како идеја вечерва ќе има да искажат на трибината на ВМРО ДПМН, најавувам дека подетално ќе информираме во текот на утрешните појаси на дневникот на К1 телевизија. За сега толку од салата Бели Мугри, студио, доколку немате прашање дополнително, ние од тука се одјавуваме. Јас ти благодарам, Дијана, за јавувањето, а ние продолжуваме понатаму. Заменик министерот за земјоделие Ванчо Костадиновски во работна посета на општина Чашка оствари средба со собствениците на оранжеријата со кои разговараше на повеќе теми. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски ги посети оранжериите во општина Чашка. При посетата заменик министерот разговараше со собствениците на оранжериите околу измените на законот за продажба на земјоделско земјиште во државна собственост и за решавање на проблемот со пренамената на објектите. Се направија измени и дополнувања на законот каде што ова земјиште се дефинира како поим каде што вакво земјиште во државна собственост може да се третира како технолошка целина и да биде определено како нива под оранжерии или нива под помошни објекти, нива под објекти за примарно производство на земјоделски производи. Измените на законот ќе овозможат земјиштето под оранжериите да биде предмет на продажба преку јавен повик за интерес за купување, што според Министерството е барање на стопанствениците. Сите оние кои што се заинтересирани, кои што имаат оранжери или кои што се собственици на стопански дворови, кои што имаат објекти за примарно земјоделско производство и така натаму, а кои што претходно немале регулиран статус, ќе можат да аплицираат на јавниот повик. И по завршувањето на јавниот повик, кој трае 60 дена, ќе можат со комплетирање на документацијата која што треба да ја достават во тој рок, да склучат договор
со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и да може тоа земјиште да си го стават во функција на сопствениот развој. Соработката на ресорното министерство и земјоделците е во полза на развојот на земјоделието и го стимулира бизнис секторот во земјоделството. Оваа посета денеска е уствари потврда и потврден одговор за тоа што ние го баравме и што за нас практично ќе значи една одскочна даска понатака, односно овозможување за аплицирање во фондовите, а исто така и добивање на сите они бенефити кои што државата ги дава и ги стимулира, го стимулира бизнис секторот од земјоделието. Костадиновски потенцираше дека соработката со земјоделците ќе продолжи во иднина со цел олеснување на работата на земјоделците. Костадиновски оствари средба и со земјоделците, при што ги слушна нивните предлози и идеи, а со нив разговараше и за актуелните теми во аграрот. При посетата на општина Чашка, заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски оствари средба со земјоделците каде ги слушна предлозите и идеите и разговараа за актуелните мерки во аграрот. Во изминатите 5 години во општина Чашка се исплатени субвенции во вкупна вредност од околу 3,5 милиони евра, средства кои што директно беа наменети и исплатени на сметките на земјоделците и беа наменети за поддршка на нивното земјоделско производство и за покривање во најголем дел на трошоците кои што произлегуваат од обавувањето на земјоделската активност. Владините мерки придонесуваат за развој на земјоделието и ги подобруваат условите за работа, велат земјоделците. Олеснувачки се, значи овие владени мерки се добри и придонесуваат да се обнови механизацијата, приклучна механизација, значи нешто што ќе ни олесни во обработувањето на земјиштето. Па многу допринесуваат. Се полеснува работата, нови возила и така, се посовремени, посовршени, повеќе можеш да работиш побрзи. На средбата со земјоделците Костадиновски истакна дека во изминатите 2 години во општина Чашка за тутун се исплатени околу 20 милиони денари субвенции на повеќе од 175 земјоделци. Со пуштањето во употреба на бетонираните улици во ромско населено место се заокружи проектот Декада на ромите 2005-2015 година. Со реализацијата на овој проект не се решени сите проблеми со кои се соочуваат ромите, но од година во година истите се намалуваат. Со пуштање во употреба на бетонирани улици во ромско населено место се заокружи проектот Декада на ромите 2005-2015. Општина Велес, во соработка со владата на Република Македонија, бетонираше улици во должина од 670 метри. Градоначалникот Славчо Чадиев истакна дека општината овде не застанува со реализирање на проекти. Во пролетните месеци почнуваме со реализација на друг проект, каде што ќе ја доведуваме водата во домовите на нашите сограѓани, значи постепено ќе се оди чекор по чекор, да нагласам дека тука не е вложувано никогаш. Чадиев најави дека до крајот на годинава останува да се заврши улицата Орце Шутев. Задоволството на граѓаните за нас е уште поголем мотив да продолжиме да работиме понатаму, вели министерот без ресор Неџдет Мустафа. Со началникот Чадиевски редовно секоја година со средства декадата и со дупли средства од општината Велес ние влегуваме од улица на улица и го подобруваме животот на ромите. Оваа наша кондиција ќе тече и понатамо, се со цел дефинитивно еднаш кога секогаш овој генерален проблем на ромите да газат на кал, да немат канализација, да немат вода, да го решаваме. До реализација на проектот Декада на ромите 2005-2015 не се решени сите проблеми со кои се соочуваат ромите, но од година во година истите се намалуваат. Две нови винарии ќе се градат во општина Демиркапија. Ова го најави градоначалникот Димитриев, кој воедно истакна дека ќе се гради на две локации. Скопска компанија веќе ја купила едната градежна парцела на која планираат да произведуваат вино за кинескиот пазар. Скопска компанија ќе гради винарија во општина Демиркапија. Ова го најави градоначалникот на општина Демиркапија.
Општината понудила две локации. Накопената површина од 13.243 квадратни метри ќе се издигне новата винарија, која ќе произведува вино за кинескиот пазар. Тоа е наш вработен од Скопје, што работи во Кина и тој ќе се занимава само со производство на вино, наливно или флаширано, ја не знам оште неговата технологија. Тоа ќе биде за наменето за кинескиот пазар. Општината на продажба ќе ја понуди и втората локација предвидена за изградба на винарница. Заинтересираните предвидуваат на тоа место изградба на винарија во која ќе се произведува флаширано вино од различни сорти на грозје, наменето за странските пазари. Градоначалникот на општина Демир Капија, Трајче Димитриев, вели дека со изградбата на овие винарски визби ќе се отворат и нови работни места кои ќе придонесат за намалување на невработеноста. Тоа ќе значи многу за Демир Капија, а исто така и за туризмот во Демир Капија, бидејќи овие винарски визби се исто така планираат да имат ресторански дел и соби за ноќевање, така да тоа е од огромно значење за Демир Капија, исто така и за земјоделците во Демир Капија, бидејќи ќе имаат можност, ќе има конкуренција сега, кој има подобро грозје, бидејќи ќе има повеќе визби. Понудените локации кои се наменети за изградба на винариите се на потегот помеѓу двете постојачки демиркаписки винарски визби. Во рамки на одбележувањето на патрониот празник во Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски во Велес се одржа презентација на компанијата Маркарт. Дел од учениците кои учат во ова училиште се идни потенцијални вработени во компаниите од ваков тип. Во рамки на одбележувањето на патрониот празник на Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски, презентација за работата изврши компанијата Маркарт. Дел од учениците кои што учат во Коле Неделковски се потенцијални идни вработени, како во Маркарт, така и во другите компании, вели Олгица Марковска, менаџер за човечки ресурси во Маркарт. Ќе им дадеме кратка презентација во поглед на нашата групација, Маркарт како присутен на пазарот во Македонија и кои процеси се ги овозможуваме, значи да ги правиме во Македонија со цел да може да се добијат готовите производи кои понатаму ги пласираме до нашите. Освен презентацијата на Маркарт и спортските надпревари во училиштето се одржаа и други активности. Има објавено литературен конкурс, има квизови по англиски јазик, квизови по математика, квизови по информатика. Рековме веќе во тек е исто така надпревар меѓу ученици од основните училишта во делот од физиката, каде што изработуваат макети, изработуваат електрични кола, ги поврзуваат. Оваа година училиштето Коле Неделковски го прославува јубилејниот 50-ти патронен празник. Дизелот поевтинува за 2 денари, бензините со непроменета цена. За 24 часа издадени се вкупно 2621 потврда за азил на странски државјани. Вестите од Македонија. Во текот на вчерашниот ден за 24 часа на вкупно 2621 странски државјанин се издадени потврди за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Авганистан, Сирија и Ирак. Од 19 јуни до 13 декември годинава до полноќ издадени се потврди на вкупно 336.841 странски државјанин. До секторот за азил вчера не е поднесено барање за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил. Од почетокот на издавањето на потврдите до вчера, до секторот за азил се поднесени 83 барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда. Во прифатниот центар за баратели на азил во дневниот регистар на баратели на азил за 13 декември годинава евидентирани се вкупно 25 баратели. Дизелот поевтинува за 2 денари, а бензините во следните 2 недели остануваат со иста цена.
Пониска цена има екстра лесното масло за домакинство на 35,5 денари и мазутот 17,743 денари за килограм. Според пресметката на регулаторна комисија за енергетика, 98-октанскиот бензин се продава по цена од 64,5 денари за литар, 95-ката е 2 денари поевтин. Новата цена на дизелот од полноќ изнесува 46,5 денари. Во пресметката, регулаторната комисија за енергетика ги вклучува цената на суровата нафта на берзите и курсот на денарот во однос на доларот, па од тука е и донесена одлуката за намалување на малопродажните цени за 3,30%. На изборите кои се одржаа во Саудиска Арабија, каде жените за прв пат во историјата гласаа, 20 жени беа избрани во локалните органи на власта. 2 удара врз цели во појасот Газа извршија израелски воени авиони. Ова е светот денеска. 20 жени беа избрани во локалните органи на власта во Саудиска Арабија, откако на изборите во саботата жените за прв пат во историјата на кралството добија право да гласаат и да се кандидираат, покажуваат резултатите од гласањето. Околу 7000 кандидати, од кои 979 жени, учествуваа во трката за места во општинските совети, кои се единствените органи на власта избрани од саудиските граѓани. На претходните 2 избора за општински совети во 2005 и 2011 година право на глас имаа само мажите. 20 избрани кандидатки представуваат едва и 1% од 2100 места кои се определени за освојување, но сепак тоа се смета за огромен напредок за жените, кои претходно биле целосно исклучени од изборите. Иако нема квоти за општински советнички, уште 1050 места се определени со одобрение на кралот со цел да се обезбеди поголемо присуство на жените во локалната власт. Израелски воени авиони извршија 2 удара врз цели во појасот Газа како одговор на испукувањето ракета од енклавата кон Израел. Еден од нападите според Хамас бил насочен кон пункт на воена полиција на палестинското движење во северниот дел од Газа, а другиот врз тренинг камп на вооруженото крило на организацијата во централниот дел од Газа. Нема информации за палестински жртви или материјална штета. Ударите се одговор на ракетен напад, извршен претходно од Газа кон Израел. Никој не презеде одговорност за нападот. Нема информации за жртви или материјална штета на израелска територија. Деветта победа за Вардар во СЕХА лигата. Македонскиот пливач Марко Блажевски постави 3 нови рекорди. Ова се вестите од домашниот спорт. Реми без голови на денешниот меч меѓу избраниците на селекторот на националниот тим Игор Ангеловски и селекцијата на млади фудбалери од домашните клубови, предводени од селекторот на младата репрезентација Благоја Милевски. Двајцата македонски селектори имаа можност да го следат дуелот на потенцијалните репрезентативци кои се дел од селективниот камп. Мечот се одигра на градскиот стадион во Велес. Секако дека има играчи кои се наметнаа со овие со своите игри, својот настап на овие 2 надпревари, со Торнови и со селекцијата со селекцијата на денешниот надпревар, но сепак се надевам дека и во наредниот период се до надпреварот со Исланд кој ни следи на 24 март, ќе имаме подетална слика и за потенцијалот и за квалитетот не само на овие играчи и на останатите кои не беа сега дел од нас. Мислам дека се одигра добар надпревар. Жалам единствено што немаше погодоци. Двете репрезентации има своји шанси и младите и ние, но не успеа фудбалерите да постигнат гол. Ќе направиме една анализа и нормално и понатаму ќе ги следиме настапите на овие фудбалери и ќе видиме кој од нив ќе се избори и ќе конкурира за место во националните.
Квалитетна игра покажаа и двата тима. Нешто повеќе шанси имаа сениорите во второто полувреме, но не ги искористија, па на крајот остана на почетните 0-0. Претходно, селекцијата на Игор Ангеловски славеше со 2-1 против селекцијата на странци, а младите на Благоја Милевски славеа со 2-0 против прволигашот Турново. По победничкиот настап против Загреб во Скопје, Вардар ја продолжува победничката серија. Црвено-црните триумфираа на гостувањето во Нови Сад против Војводина со резултат 26-31. Во 12 надпревари во регионалната СХ лига, за Вардарци ова е 9-та победа, што ќе донесе до лидерската позиција со 28 бода или еден повеќе од Загреб и Татран Прешов. Во последните 10 минути ослабна играта на домашниот тим, момент што го искористија избраниците на Раул Гонсалес и ја направија клучната разлика. Ален Тоских со 6 и Алес Душебаев со 5 погодоци беа најефикасни кај црвено-црните. Страхиња Милик на голот на Вардар запиша 10 одбрани. Кај Војводина прв стрелец беше Зоран Николик со 8 погодоци. Во последното коло во Сеха, Вардар на 15 декември му гостува на Татран Прешов во Словачка. Македонскиот пливач Марко Блажевски на надпреварот во Атланта постави 3 нови рекорди на 50-метарски базени. Во дисциплината 100 метри градно постигна време од 1 минута 4 секунди и 8 стотинки и го подобри рекордот што лани го има испливано во Марибор со резултат 1 минута 4 секунди и 91 стотинка. На 200 метри градно исплива 2 минути 16 секунди и 48 стотинки и го подобри рекордот што претходно го имаше поставено во Гринсборо и при тоа времето на минување на 50 метри во трката на стотката е време на нов рекорд 30 секунди и 12 стотинки или подобро од досегашниот рекорд на Дамјан Петровски од 30 секунди и 53 стотинки поставен во Бања Лука во 2012 година. Марко Блажевски и Анастасија Богдановски со исполнети Б норми изборија право на настап на Олимписките игри во Рио во 2016 година. Извлечени осми на финалните двојки од Лигата на шампионите. Победа на домакините во 4 надпревари одиграни ноќеска во НБА лигата. Бразил поразен ке има нов првак во женски ракомет на светското првенство. Во продолжение повеќе информации од меѓународниот спорт. Извлечени осми на финалните двојки од Лигата на шампионите, од престојните битки, извлечени се неколку дуели на европски гиганти кои меѓу себе ќе се борат за пласман во четвртфиналето од елитното европско надпреварување. Челси ќе игра против Пари Сен-Жермен, па Моринјо и неговите избраници ќе имаат можност да се одмазат за минатогодишната елиминација од овој противник. Се чини Арсенал ќе води најтешката битка, бидејќи во следниот надпревар ќе се сретне со европскиот првак Барселона. Следен противник на Бајерн Минхен ќе му биде европскиот вице-шампион Јувентус. Реал Мадрид ќе ги одмери силите со Рома, а Волсбург веројатно доби најлесна задача да игра против тимот на Гент. ПСВ ќе игра двомеч со Атлетико Мадрид, додека Манчестер Сити ќе му се спротистави на Динамо Киев. Големото финале на Лигата на шампионите ќе се игра на 28 мај на стадионот Сан Сиро во Милано. Во НБА лигата одиграни се 4 надпревари во кои домакините успеа да забележат победи и покрај негативата од 16 поени, кошаркарите на Оклахома успеа да направат пресврт и на крајот по две продолженија од 5 минути да забележат победа од 104-98 во дуелот против Јута. Кевин Дурент во првото полувреме постигна само 2 поени, но мечот го заврши со 31, а додаде 6 асистенции и 5 скока. Расел Весбрук имаше учинок од 25 поени, 11 скока и 5 додавања, додека Дион Волтерс впиша 13 поени. На спротивната страна, Родни Худ забележа 23 поени, а еден помалку постигна Гордон Хейвард. Кошаркарите на Мајами благодарение на серијата од 11-0 во завршните моменти од мечот славеа над Мемфис со 197. Најефикасен во победничкиот тим со 22 поени беше Крис Бош, а Джералд Грин беше стрелец на 14. Во редовите на Мемфис постигна 26 поени.
Во останатите две средби, Торонто беше убедлив против Филаделфија, совладувајќи ја со 96-76, додека Феникс забележа победа од 108-101 во дуелот против Минесота. Женскиот ракомет ќе има нов светски владетел. Ова доаѓа по поразот кој актуелниот првак Бразил го доживеа од репрезентацијата на Романија. Во осмина финалниот дуел, кариоките не успеа да ја оправдаат фаворитската улога и неочекувано загубија со резултат 22-25. Романките најавија голема победа уште во првото полувреме со резултат 8-13. Веќе во вториот дел Бразил ја намали негативата, но недоволно за да продолжи во останатиот дел од напреварувањето. Брадеану беше наефикасна кај Романија со 7 гола, пред неа го со 6, додека кај Бразил најдобра поединка беше Ана Бело со 5 погодоци. Србија, која настапи значително ослабена на овој мундијал, претрпе катастрофален пораз во дуелот со Холандија со резултат 36-20. Холанѓанките билетот за четвртфинале го визираа уште во првото полувреме кое го добија со 17-6, за во вторите 30 минути комплетно да го декласираат противникот. Домаќинот Данска во скандинавското осмина финале славеше над Шведска со 26-19, а меѓу 8-те најдобри селекции во светот се најди и Норвешка по рутинската победа од 28-22 над Германија. Сончево време со повремени облачни периоди имавме денеска. Слично време не очекува и утре. Да ги погледнеме деталите. Благодарам на вниманието, почитувани. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.